Во каква атмосфера го дочекуваме 24 мај, денот на Свети Кирил и Методи? Може ли овој ден дополнително да ги влоши односите меѓу двете земји? На овие теми разговараме со Митко Панов, професор во Институтот за национална историја. Господин Панов, добре дојдовте во студиото на Република. Благодарам за покана. Каква е атмосферата сега во пресрет на 24 мај во контекст на односите меѓу двете земји? Како да кажам, кај нас, па и генерално во цела Европа, овој ден, 24 мај, треба да биде, нели, еден ден на прославата, на просветата, на учениците, учителите, создавачите на словенската азбука, кој што дале несомен придонес и за Македонија и за Европа во целина, за целиот словенски свет. И тука јас сметам дека тој универзален карактер на Светите Кирил и Методи од секогаш треба да биде водилка во контекст на сите овие политички премрежија. Да не забораваме дека низ целиот процес на историјата, ако се земе генезата на Кирил и Методи, нивниот придонес, како тие биле интерпретирани во нивно време, па се до денес ќе се види дека да, имало злоупотреба, имало тенденции за присвојување и политизирање на нивната дејност, меѓутоа нивните житија укажуваат на сосема нешто друго. Тоа што го кажав на почетокот, тој универзален карактер, на нивниот придонес за словенството во целина и несомниот факт дека тие потекнуваат од Македонија, родени се во Солун. Во житието на Методи се зборува дека тие зборувале чисто словенски јазик, солуњаните во нивно време, и дека во суштина словенскиот јазик и азбука се креирани од страна на Кирил и Методи токму врз основа на говорот на македонските словени. Тоа е неспорен факт. Сето друго потоа е интерпретација или политизација на нивната дејност. Велите дека Кирил и Методи имаат регионален карактер, но Бугарија на еден начин ги присвои, ги именува за бугарски просветители, а сите ние, вклучително Македонија, ги нарекуваме словенски просветители. Па да, токму тоа го имав предвид. Значи, еве да се навратам, ако може, наназад, житијата на Кирил и Методи недвосмислено укажуваат на нивниот, нели, словенски карактер, зборуваат за наш јазик, словенски назор, словенски јазик. За да подоцна тоа се преиначи во смисол на тоа дека постои тенденција, да кажеме, за национализација или бугаризација, како што спомнувате вие, од страна на бугарската политичка елита. Особено тоа доаѓа до израз во 19. век, кога под влијание на Русија, која што Русија во суштина реоткрива во функција на градењето на проектот Голема Бугарија, историјата и наративот на бугарското кнежество, ја инкорпорира историјата за Кирил и Методи, представувајќи ја на некој начин или како дел од тој наратив за да се оправда тој проект, а со цел да се инкорпорира Македонија во рамките на Голема Бугарија, бидејќи самите руски автори во тоа време недвосмислено укажуваат дека тоа е создадена на просторот на Македонија, дека се тие азбуката потекнува од Македонија, зборувам за интерпретацијата на руските автори од тоа време, и дека тоа е говорот, азбуката е создадена врз основа на говорот на македонските словени и словените во околината на Солун. И нормално е тоа да биде така, бидејќи тие биле родом од Солун, како што спомнав и на почетокот, и чие што дело недвосмислено укажува на тоа дека првичната тенденција била, па и на Методи како управник на словенско кнежество или поранешна Склавинија, која што се наоѓа најверојатно на просторот на Струмичко-Брегалничките краљишта или на програнична граница на Струма, реката Струма, која што во тоа време бил граница меѓу Византија и Бугарија. И од тие причини Методи дефинитивно работел во функција на заштита на пограничните области од нападите на Бугарија. Од таму може слободно се каже, изворите се недвосмислени во тој правец, дека Кирил и Методи
немаат ништо заедничко со Бугарија. Ниту ја посетиле Бугарија, ниту имале никаква релација со бугарската држава. Напротив, иницијалната нивна дејност била насочена наспроти бугарската држава, а во тоа време знаеме дека бугарските вледители биле и пагани, така што христијанизацијата, која што е еден универзален карактер на Кирил и Методи, и словенската азбука биле во функција на една обединување на словенскиот свет во контекст на обезбедување на рамноправност на словените со другите народи, нели, во свет. Така, значи присвојувањето на Бугарија на Кирил и Методи е чисто политичка одлука, нема врска со историска вистина. Така? Па да, токму тоа го имам предвид, особено последниве години тоа доаѓа до израз, нели, знаеме дека имаше превирање во 1945 година, тогашниот секретар на Централниот комитет на Комунистичката партија на Бугарија, Червенков, да, има еден говор кој што недвосмислено укажува на два елементи, дека во суштина Кирил и Методи, посветен на говорот на Кирил и Методи, вели дека Кирил и Методи во суштина се злоупотребуваат од страна, претходно се злоупотребува од страна на бугарската политичка елита и го оценува тоа како негативна тенденција на великобугарскиот шовинизам. И сега, истовремено тој вели дека словените, Кирил и Методи како словени, се судрувале или војувале во тоа време, војувале во наводници во контекст на нивната дејност со германските свештеници, со Германија. И тоа му дава, нели, тој политички призвук на непосредното, нели, политичкиот контекст на после Втората светска војна. И сега, ако тоа го проектираме во современи услови, ќе видиме дека, нели, не е компатибилно. Ниедна политика не е еднаш за секогаш дадена. И тоа е поентата, дека ние не смееме сега како држава или како нација да прифатиме било какви политички услови, бидејќи политиката е променлива категорија, нели? Но историската вистина е. Историска, јас вистина не сакам да го користам тој термин, бидејќи тоа за мене значи догма, вечна догма. Меѓутоа, владата на Република Македонија на 9 јули 2019 година токму така ги карактеризираше препораките на комисијата, меѓу кои што беа враменили Кирил и Методи, Климент и Наум Охридски и цар Самуил. И тука можеме да го цитирам, при секој официјално честување на овие личности потребна е историската вистина за нашата заедничка историја јасно да се одбележува. Значи тука имаме два компоненти. Тука се прифаќа политичкиот концепт на заедничката историја, нели, дека тие се дел од заедничката историја знаеме што подразбира. Тоа јасно го кажуваат и бугарските политичари, членовите на комисијата од страна на мешовитата бугарско-македонска историска комисија. И токму од тие причини ова е класична политизација на... Ова е бугарски наратив. Па, во суштина, јас повторно би сакал да кажам дека нема историска вистина, ниту пак има заедничка историја. Како што кажав, Кирил и Методи може да бидат дел од некаква прослава заедничка, меѓутоа не само меѓу Македонија и Бугарија, туку и општо, пошто не само Чешка и Словачка, можеме да, нели, самите тие се спротиставија на таквите интерпретации. На присвојувањето на Русија тука исто така, кој што го чествува Кирил и Методи. Тука е... Но ака беше реакцијата, речиси, никаква од Србија? Кирил и Методи се обединувачи на цела Европа. И ние така треба да ги третираме. Не смееме ние како држава да дозволиме тоа да се национализира, независно од кого станува збор, туку едноставно да укажеме дека Македонија е заслужна за зачувување на традициите, бидејќи додека после Кирил и Методи, после нивната смрт, додека се заборава во, да кажеме, во османлискиот период, во другите области на Османлиската империја, Македонија се сочува токму низ традициите во Охрид, Охридската архиепископија. Знаеме дека Охридскиот архиепископ Јосаф II во житието на Јован Владимир ги
ги имплементира токму Кирил и Методи како дел од традициите на Охридската архиепископија. Па можам да укажам дека после тоа во Русија ростовскиот митрополит создава повеќе житија, наратив на житија Туполо, кој што во 1700 година го инкорпорира неговиот наратив за Кирил и Методи. Па дури потоа како последица на влијанието на Охридската архиепископија во Бугарија во 19 век се реактуализира култот на Кирил и Методи. Така што тој момент мора да се има предвид, особено што во текот на историјата, дали тоа бил Теофилакт Охридски, Охридскиот архиепископ или Димитрија Коматијан, нивниот статус на автокефална независна архиепископија и влијание во целиот балкански контекст го легитимирале токму низ призма на традициите на Свети Климент, преку Свети Климент и на Кирил и Методи, нели како продолжувач Свети Климент како продолжувач на нивните традиции, и аналогно на тоа таа традиција е постојано жива јас тоа во една беседа минатата година го нареков Свети Климент, нели неговото презиме е Охридски, нели тоа е дел од идентитетот кој што ние го негуваме од нели со векови. Така, да позборуваме малку за политичкиот момент во контекст на Кирил и Методи. Лани имаше веќе 2 години, значи нема заедничко прослочествување на Кирил и Методи. Како ќе биде оваа година? Нема најави за такво нешто ни година? Па, мислам дека да, дека во суштина кога се мешува политиката се рушат оние иницијативи кои што се најдобро намерни, како што кажав, Кирил и Методи треба да се прославува универзално. Јас пред некоја година, кога беа тие тенденции за бугаризација или национализација на Кирил и Методи, во контекст нели на промената на самиот наслов на празникот, кој што стана нели ден на бугарската азбука, како и да беше, и буквално да се присвои целиот контекст на Кирил и Методи, иако нели историскиот контекст покажува сосема нешто друго. Со оглед на тоа можам да направиме една дигресија од Бугарската академија на науки и уметности, која што во контекст на една книга, брошура, како би ја нарекол, за официјалниот јазик на Република Северна Македонија, така стоеше во насловот, направи тенденција да, со оглед на тоа дека историските извори де факто зборуваат дека нема никаква релација помеѓу Кирил и Методи и Бугарија, се обидува да направат друг контекст, односно да покажат дека од 7 век во Солун биле бугарите присутни, значи бугарите како словени, бугарски словени, и тоа е апсолутно нешто што не постои во науката, меѓутоа ја влечат таа генеза преку словените, бугарските словени во Солун, за да докажат дека во суштина Кирил и Методи биле бугари во етничка смисла. И сега тоа е научниот поглед на Бугарската академија на науките и уметностите, што нема никаква врска со науката. И меѓутоа истовремено треба да ја подкрепи нели политичкиот контекст или да ја оправда политиката на актуелна Бугарија. Во таа смисла, кого, во однос на заедничкото чествување, кој од кого бега? Ние од бугарските власти или бугарските власти од нас? Мислам дека треба, видете, политичарите можат да одредат дека еве утре ќе заеднички чествуваат и било кого нели заедно, можеби тоа да е некаков гест на политичка волја. Меѓутоа проблемот е кога на тоа треба да се даде историски контекст или историска содржина. Тогаш е проблема. Затоа што да не забораваме, зборувам нели и од 45-та година и понатаму во континуитет историјата се станува орудие на политиката. Односно, ако нема историја, ако нема историска содржина, тоа ќе има едно политички гест, чисто политички гест, кој што да, еве политичката елита решила во тоа време или во одреден момент да покаже нешто и така натаму, меѓутоа доколку историјата се догматизира
и се политизира на начин на кој што сега се прави преку комисијата, во тој случај де факто му се дава поинаков контекст, односно се менува комплетно историскиот наратив, националниот наратив се загрозува во таа смисла и ако тоа е историска вистина треба заеднички да е дел од заедничката историја како што тврди владата, а комисијата веќе ја дефинирала со нивните препораки, тогаш станува дел од националниот наратив, значи наративот во учебниците, во образовниот систем и во иднина, нели, учениците ќе учат сосема друга димензија од онаа што била реално во историскиот контекст и времето на кое што Кирил и Методи делување. Така, кој е вашиот став за работата на историската комисија? Да, колку е историска, колку е политичка? Па, како да кажам, јас многу пати сум реагирал од причина што да, колегите зборуваат дека не се политички или немаат политички влијанија, меѓутоа апсолутно ако нивните формулации стануваат дел од политичкиот контекст на догматизација на историјата, тоа апсолутно нема ништо заедничко со историската наука или воопшто со науката. Науката е една слободна категорија во која што секој може да пишува како што сака, или со неговата академска слобода. И поготово што ја можам тука да ги цитирам и Мисирков и Чуповски, кој што еве Мисирков имаме колку години, од 1903 120 години од македонските работи оваа година. И тој меѓу другото вели дека огромниот принос на Македонија како земја со древна словенска култура и писмена оставштина на старословенскиот и во заграда става старомакедонскиот јазик, никој нема да успее да искорени, затоа што уште не се исчезнати јунаците во Македонија, како светите Кирил и Методи, светите Климен и Нахум Охридски, зборуваме 1903 или наредната деценија кога тој творел. Вели во 20-тиот век, токму од тие причини зборува за почетокот на 20-тиот век, на македонците им се одземаат црквите, манастирите и школите и се настоја да се уништи целата самобитна култура на населението, вклучително и рушењето на ѕидовите на ликовите на светите Кирил и Методи, светите Климент Охридски, портретите на македонските борци за слобода, војводите и четници. Значи, во суштина, таа Мисирков предупредува на таа тенденција за бришење на минатото, за ревидирање на историјата, како орудие, нели, за асимилација на македонците. Истото го констатира Чуповски, немаме време, меѓутоа вели дека центарот на македонската национална култура е заснова на продолжувањето на кирил-методиевските традиции и преку дејноста на нивните ученици Свети Кирил и Методи, продолжено од Охридската архиепископија, формирано од Самуил, и сето тоа вели дека е дел од таа традиција која што се обидуваат, нели, во нивно време, во 20-тиот век, да ја избришат, односно да редефинират со цел да се избрише споменот за Македонија, или интересен е податокот на Мисирков, кој што вели во моментот кога Бугарија се роди, Русија умре за нас, бидејќи алудира на проектот за голема Бугарија. Ваша специјалност е и цар Самуил. Пред мене го имаме, нели, протоколот кој е договорен меѓу двете комисии, па може да исцитираме некој дел што е најсправно. Како го коментирате ова што велат дека цар Самуил е владетел на голема средновековна држава која што поголемиот дел од современата историска наука е смета за бугарско царство? Кој е тој дел, поголемиот дел од историската наука? Како го тврдиле двете комисии? Кој е тој поголем дел? Па, како да ви кажам, јас објавив книга во 2019 година токму за феноменот на Самуил, ослепената држава, и тоа во странство, и тоа е прва книга објавена на англиски јазик воопшто во западната историографија, посветена на Самуил. И не само на Самуил, туку и на концептот на присвојување на Самуил од самото создавање на самата држава, па се до 2014 година, символиката, нели, од 1000 години од Белостичката битка. И тука се постава прашањето што е, нели, светска историографија. Дали македонски историчар кој што ќе објави во странство, во западна
престижна издавачка куќа, една од најстарите во светот од 17 век. Не му се одзема правото да биде дел од светската историја, ние треба да бидеме дискриминирани како македонци. Заедничката комисија одредила кој се поголем дел. Мислам, абсурдот е тој. Имам на мојата книга има доста цитирана, има и рецензии во американски списанија, позитивни, укажува на токму на овој феномен на присвојување, тенденцијата или целата книга е насочена кон тоа да се деконструираат овие тенденции и се покажува дека во суштина ако се испришат или ако се откина слоевите на интерпретација на Самуил, ќе се види дека е сосема друга една представа и слика. И низ призма на Самуил во мојата книга направив една ретроспекција на македонското прашање, која што продолжува и до ден денес и така и заклучувам во книгата предвидувајќи што ќе се случува, тоа уште не беше договорено се тоа, меѓутоа дека ослепевувањето ќе продолжи и во иднина, се додека се постои македонското прашање. И тоа е тој имагинарен судир меѓу балкански судир, кој што средновековен судир кој што се проектира секогаш во современието, се со цел да се оправдаат претензиите кон македонската територија. Од тие причини сметам дека не може комисија да врамува ништо, бидејќи како во тој случај ќе се дефинира што е светска историја, нели? На почетокот го одговорив прашањето, како тоа ќе се одрази во нашиот научен амбиент во Македонија, бидејќи еве го од Мисирков, па преку Чуповски, преку Ангел Динев, Павел Шатев, Асном да не зборуваме, Банко Брашнаров, Самуил е тоа символот на државноста, борбата за државност. После Асном, во Асномските, манифестот на Асном и во одлуките на Асном се констатира тоа дека се создава втора после Самуил држава македонска. И сега тие традиции сега треба ние да ги поништиме или да ги избришеме, како што предупредува и Мисирков и Чуповски, дека се бришале у тоа време. Сега ние у современо време на современа македонска држава и нација, да се ги бришеме традициите, мислам дека е апсолутно абсурдно, а уште помалку што тоа треба да го направи некаква комисија која што нема ниту еден средновековист во нивните редови. Така. Република неодамна објави карта од германски историчар Густав Фройзен, кој во 1886 тврдел дека Самуилото царство нема ништо заедничко со Бугарија. Не знам прво дали го видовте тој и како го коментирате. Да, тоа го имам јас и претходно согледано, меѓутоа е најинтересен податокот дека самите бугари во почетокот на 20 век во период на Првата светска војна, крајот на Првата светска војна, ангажираат една плејада на бугарски етнографи, историчари, се објавуваат книги и се со цел да се оправда нивната окупација на територијата на Македонија. И меѓу другите и Златарски, кој што е еден од најеминентните, можеби да се каже, бугарски средновековисти, кој што во неговата публикација токму ја дефинира оваа територија кај што била самата држава како македонска. Така што на споменетата карта вика дека Самуилото царство на територијата на денешна Република Македонија е именувано како Македонско царство на словените. Никаде не се споменува територија на Бугарија. Да, повторно доаѓаме до тоа до интерпретацијата, нели, кој како ги интерпретира работите, меѓутоа едно е јасно дека самата држава не била идентификувана како бугарска во време на Самуил. Тоа јас го докажувам во мојата публикација, нема ниту еден извор од византијска провиниенција која што ќе укаже дека Самуил бил бугарин. Дури и името се сокрива, не се зборува за Самуил со име, зборувам додека е жив Самуил, додека постои во самата држава, туку се зборува за Комета, Комитопул, дека го пожарува западот, мисли, на територијата на Македонија. Па дури тоа го констатирав и во книгата, и во
неколку стати објавени во странство, во кој што укажувам дека и терминот бугароубиец од Василий II, кој што се зема како еден од аргументите од страна на бугарските историчари од 19 век па се до денес, е всушност придодаден кон крајот на 12 век, кога се формира второто бугарско влашко царство. И тоа го констатират и други историчари претходно, меѓутоа јас најдов еден податок од токму од време на Самуил, 10 век, писмото на Лав од Синада, кој што е митрополит, кој што е таа официјална кореспонденција со императорот Василий II, во кој што го нарекува Василий II, значи директно му се обраќа како скитоубиец, како победник над скитите и дека треба сите скити да ги убие. Мислам, таква реторика од еден митрополит е навистина недолична, меѓутоа ја рефлектира таа опасност која што доаѓала од страна на самата држава, а самиот Василий II на епитафот никаде не наведува бугари, туку вели дека тој е победник над скитите. Самиот Василий така сакал да биде вечно запаметен. Терминот Бугарија, самиот Василий го конструира после ликвидирањето на самата држава, кога ја именува во административна и црковна смисла новата територија како Бугарија, тема Бугарија, и аналогно на тоа, потоа, авторите кои што следат во тоа време, зборуваме по крајот на 11 век, ја почнуваат да проектираат таа нова, креирана терминологија и за минатото. Се со цел да представат дека, бидејќи Византија од 971 година ја ликвидирала бугарската држава и царство и од тогаш престанува да постои и црквата и патриаршијата бугарска, се што се случува после тоа е независно, нели, царство кое што си има независна црква, Самуиловата црква која што е дел после од традициите на Охридската архиепископија, јадрото е во Македонија. И тука тоа е недвосмислено. Се што е потоа е, како што кажав, интерпретација, а изворите кажуваат сосема друго. Така, овие договори за историски личности треба да финишираат со уставни измени и влез на бугарите во уставот. Кој е вашиот став за влез на бугарите во уставот? И какви последици ќе има? Зборувам од историски аспект, така јас се држам до експертската, мојата експертиза и анализа во смисол на тоа какви би можеле да бидат импликациите од аспект на тоа што практиката последниве години од 2017 година наум покажува тенденција, нели, за презентирање на се што е во историска смисла како концепт политички заедничка, дека е тоа континуитет од средновековието, од 9 век па до 1944 година. И токму од тие причини сите протоколи или договори во рамките на комисијата ја има таа конотација. Се вели за заедничка историја, буквално се вади само она што е важно за бугарскиот историски наратив, а се исклучува она што е врзано со Македонија. Никаде не се спомнува за Кирил и Методи, дека се родени во Солун, дека Методи словенско кнежество управува во Македонија. Тоа е исклучено во препораките на комисијата, кои што стануваат историска вистина, а се исклучува исто и елементот на традициите кои што се одржуваат во Македонија. Најстарите представи се во Македонија за Кирил и Методи да Климент, за Охридската архиепископија како носител на тие традиции во континуитет. Тоа се исклучува, а се вели дека во 19 век првата школа, нели, првиот празник бил во Бугарија 851, мислам беше, констатирано во протоколот, врз основа на тоа, па потоа се шири култот или почитта кон Кирил и Методи, што не е точно, едноставно традициите се постојано тука присутни во Македонија, а не во Бугарија. Од тие причини, ако ја гледаме таа тенденција во таа смисла, ќе видиме дека едноставно проблемот за мене се дека не се менува преамбулата во контекст на државотворност. Може ли со ваква содржина на преамбулата да се внесат бугарите? Ние на сегашната преамбула се повикуваме на континуитетот на Аснам. Сега не може бугарите да влезат со Аснам да се поистоветуваат. Токму тоа.
Значи, имаме ние тенденција, нели, и за бришење на терминот окупатори или фашисти, кој што е рефлексија на едно време, нели, партизаните или македонските Едноставно не одат македонците Аснам и во тоа бугари време во иста преамбула. па јасно ги дефинирале со кого се бореле и манифестот на Аснам јасно ги дефинира сите и кога се упатува, нели, до македонскиот народ како државотворен, нели, конститутивен елемент на државност. И сега, доколку се менува тој сегмент на историскиот контекст, сегментот како државотворен народ, од една страна, а од друга страна, тоа значи ревизија повторно на Аснам, тогаш ќе има несогледливи последици за македонската држава. Неопходно да се засили, да се зајакне македонскиот наратив во преамбулот. Не треба да се чепка Аснам. Значи, Аснам е фундаментот и во ниеден сегмент не сме да се биде доведен во прашање. Тоа е мојата констатација, како што кажав, тука се содржани сите овие традиции во кои што се повикувале сите кои ја сформилале државата, не им падна од небо, нели, сега ќе се повикуваме. Тоа е континуитет. Затоа јас на еден настап во Ману минатата година токму го акцентират фактор дека ние имаме национална историја од Мисирков. Значи веќе имаме 120 години историографија, не од 44-та година. И токму од тие причини ние должиме и на Мисирков, и на сите плејади понатаму Чуповски, и на асномците, и на илинденците, нели, повеќе илиндена имаме, да обстоиме во сите овие премережија, бидејќи повторно ќе се вратам и на Чуповски, Мисирков, тенденцијата со ревидирање на историјата и со бришење на спомениците, а тоа е една од тенденциите или барањата на официјална Бугарија, на политичкото раководство е да едноставно не постои повеќе македонски народ и македонска нација во историска смисла. Значи ќе биде нека право на самоопределување кое што ќе нема историска содржина, а со тоа нема ни идентитет. Така, значи се надеваме дека работната група за уставни размени дека нема да го чепне Аснам, бидејќи тоа е фундаментот на се. Да, апсолутно. Господине Панов, ви благодарам за интервјуто и ви посакувам многу среќа во вашата кариера. Благодарам уште еднаш за поканата.